Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. Влеговме во НАТО и сме на почеток на отварањето на преговорите за членство во Европската Унија, со што ги остваривме двете стратешки државни цели. При тоа заштитувајќи го целосно идентитетот, нешто што режимот на ВМРО-ДПМН цела деценија намерно го блокираше, за во изолирана држава да краде и да се богати. Денес сме 30-та земја членка на НАТО. Во програмата велиме можеме и во Европската Унија, бидејќи преговарачката рамка е утврдена, а од највисоките политички нивоа во Унијата, лично од германската канцеларка Ангела Меркел, слушнавме најава за отворање на првите поглавја меѓу нашата земја и Европската Унија. Во преговарачката рамка, македонскиот јазик е наведен како јазик на кој што треба да се преведе европското законодавство пред да станеме држава членка на Европската Унија. Македонскиот јазик е наведен и во личната карта на државата во Обединетите нации. Република Северна Македонија, македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската посебност денеска се признаени во целиот свет. Разобличени се лагите на Мицковски и на ВМРО-ДПМН за наводно губење на идентитетот и на јазикот. Изгубени се само Мицковски и ВМРО-ДПМН во пустите надежи за обнова на режимот. На правиот пат сме и обновен режим не смееме да дозволиме. СДСМ е сигурност, ВМРО-ДПМН е опасност. Со Зоран Заев и СДСМ одиме напред. Со Мицковски, продолжената рака на Груевски и ВМРО-ДПМН се враќаме назад. И вие знаете дека опцијата за подобар живот и за сигурна иднина на државата се Зоран Заев и СДСМ. Најавуваме дека во следните 4 години ќе отвориме 80% од поглавјата за интеграција во Европската Унија, а за 5 до 6 години ќе го затвориме преговарачкиот процес. Од европските фондови со тоа обезбедуваме 2,5 милиарди евра за државата за европски стандарди, и тоа овде дома. Евроатлантскиот пат овозможува и нови странски инвестиции од 1 милиарда евра на што се обврзуваме. Ќе ги поддржиме и домашните и странските предпријатија во целата земја со 600 милиони евра, во новата развојна економија, за повисоки плати, пензии, работни места, за уште повеќе пари назад кон граѓаните. Донесовме храбри и лидерски одлуки, што ја осигуравме државата во НАТО и кон Европската Унија и го заштитивме целосно идентитетот и одлучно се справуваме и со здравствено-економската криза. Знам дека не сте подготвени вашето здравје да го доверите на неодговорни луѓе како Мицковски и носителите на листи на ВМРО-ДПМН, кои се продолжена рака на режимот и мислат само на себе. На овие избори се носи голема одлука за продолжување по правиот пат. Гласањето е целосно безбедно. Сите протоколи за безбедно гласање се утврдени. Да постапиме одговорно, да излеземе на изборите на 15 јули и да овозможиме победа на сигурноста наспроти опасноста. Да избереме функционални институции кои што уште повеќе и уште подобро ќе бидат во можност да продолжат да се грижат за граѓаните и државата. Да заокружиме 3 за сигурност. Благодарам.